Dobar ден, драги ученици! Јас се викам Билјана Трајановска и денеска сум вашиот наставник природни науки. Денеска ќе се запознаеме со наставната содржина храна на животните. Што ќе научиме од ова видео? Сите животни не јадат иста храна и ќе научиш да разликуваш тревопасни животни, месојадни животни и се што јади. Еве имаме представници од животни. Ајде да погодуваме гатанки. Сите овие гатанки всушност треба да погодат некое животно. Ајде да видиме кое животно стои. Снего вее, ветер го дува, тој стражари куќа чува. Што мислите, што е оваа гатанка? Кучето, вашиот верен пријател. Понатака, по полето брзо трча, зелка и моркови многу сака. Што е тоа? Се знае, тоа е зајачето. Одиме понатака. Целиот тој е зелен, со големи заби нареден. Живее во реката Нил и никако не е мил. Што е ова животно кое што не ни е мило? Тоа е крокодилот, кој што има страшни заби. Одиме понатака. Цело зимо во пештера спие, а на лето во гората мед пие. Што е тоа? Мечка. Верувам дека ја погодивте и мечката. Птица е преселница, шири крилја лесни, штом ке дојде пролета, носи вклун песни. Што е тоа? Тоа е славеот, кој што ни пее убави пролетни песни. Верувам дека ги погодивте сите гатанки. Ајде да повториме. Што е исхрана? Процесот на консумирање храна и пијалоци се нарекува исхрана. Зошто живиот свет има потреба од храна? За да можат правилно да растат, да се развиваат и да ги извршуваат своите животни процеси, целиот жив свет, во жив свет спаѓаат растенијата, животните и луѓето, имаат потреба од храна. А со тоа што се хранат, тие добиваат енергија. Еве имаме сликички од живиот свет. Растение, животно, човек, животно. Храна на животните. Со што се хранат животните? Животните со храната внесуваат готови органски и неоргански материи. Значи внесуваат шеќери, масти, белковини, витамини, вода и минерални соли. Некои животни се исхрануваат само со одреден вид на храна, а други јадат речиси се. Животните во зависност од храната што ја јадат, развиле и различни облици на заби. Во зависност од тоа каква храна користат, животните можат да бидат тревопасни, еве како представник е коњот, коњот ја пасе тревата и тие се тревопасни животни, јадат растенија, месојадни, месојади или месојадни животни, кои што јадат месо, еве како представник ни е даден лавот, и уште имаме се што јади или се што јадни животни кои што јадат се, а тоа овде е ставен како представник мечката. За кои животни велиме дека се тревопасни? Животните што се хранат само со растенија се викаат тревопасни. Тие можат да ги јадат сите делови од растенијето, како што се лисја,
гранки, овошје, бобинки, ореви, трева, цветови, корени или пак поле. Кои животни спаѓаат во тревопасни? Тука спаѓаат овца, коза, крава, зебра, слон, жирафа, конј, срна, зајак, желка и други. Сите овие животни јадат растенија и затоа се викаат тревопасни животни. Понатака имаме и месојадни животни, односно месојади. Со самото име ни кажува дека овие животни се хранат со месо. Месојадите се животни кои се хранат со месото и крвта од другите животни. Тоа се бржи животни со добро развиени сетила, имаат остри канџи и заби за полесно да го ловат пленот, да го ловат другото животно. Во месојадните животни спаѓаат лавот, тигарот, куната, волкот, лисицата и други животни на планетата. Еве неколку слики од месојадни животни. За кои животни велиме дека се сештојади? Сештојади се животните кои се хранат со растителна и животинска храна. Во оваа група спаѓаат голем број животни, меѓу кои и луѓето. Еве некои од нив: ракот, мечката, птиците, жабите, свињите и други. Како што спомнавме, и човекот е сештојат затоа што јаде храна и од растително потекло, и од растенија, и од животинско потекло, значи јадеме и растенија, јадеме и месо. Затоа и човекот е сештојат. Еве неколку сликички од сештојади. Домашните животни и животните во зоолошка градина. Кој ги храни нив? Домашните животни, кои ги чуваме дома, некогаш биле диви животни. Тие многу одамна сами се хранеле во дивината, но денес нив ги храни човекот. Најчесто ги храни со конзервирана и сува храна, им прави за солниште и се грижи за нивното здравје. И животните во зоолошката градина ги храни човекот. Месојадните животни ги храни со месо, а тревопасните со растенија, исто како што се хранат и во природните живеалишта, како што се во природата. Синџир на исхрана. Овде имаме еден синџир, најпрво да објасниме што е синџир на исхрана. Растенијата, животните и човекот заедно се поврзани преку исхраната. Таа заемна врска се нарекува синџир на исхрана. Синџирот на исхрана најчесто започнува со растение, а со нив потоа се хранат тревопасните или сештојадите животни, а потоа со нив се хранат месојадните животни. Така во овој синџир на исхрана имаме трева, тревата ја јаде скакулецот, значи, потоа скакулецот е храна на жабата, па жабата е храна на змијата, змијата е храна на овој орел и орелот потоа завршува како едно животно кое што е голем месојад и лови кокошки, змии, зајаци, така натака и така натака. Имаме овде една домашна задача. Маја има проблем кој е животно со што треба да го храни во зоолошката градина. Помогни на Маја точно да ги нахрани животните со соодветна храна. Проблемот го има во вашите работни тетрадки на страна 2. Успешна работа!
Do gledanje!